едната изборна единица има една предност, што со една изборна единица не се губат изборните гласови. Некоја мала количина на изборни гласови мора да се изгуби со една изборна единица, меѓутоа со 6 изборни единици се губат многу гласови и практично малите партии кои што нема да стигнат до некој си изборен праг, да кажеме до околу 7000 гласови, ако тие освојат 5000 гласови, тие гласови пропаѓаат. И практично со 6 изборни единици малите партии не добиваат гласови од неопределените гласачи, затоа што тие се невидливи. Не невидливи, него се плашат да не им пропадне гласот. Зошто да гласам за мала партија, ќе ми пропадне гласот, после тој глас пак ќе отиде кај првата партија и втората, по некој си донтов модел. Така да, затоа викам, со една изборна единица се решава тој проблем да, ако на ниво на цела изборна единица некоја, како што се случувале, партии освоиле 25, 30, 50 или гласа, а да немаат ни еден пратеник, овака, на овој начин, со една изборна единица сигурно ќе имаат 1, 2, 3, колку што треба. Тоа ми беше прашањето, дали со една изборна единица би го решиле ово или сите би стартувале од старт, од почеток? Со една изборна единица се решава само тој проблем, само се решава проблемот со губење на гласовите за малите партии и на тој начин тие, пошто многу, тоа се некаде околу 10 пратеници кои што партиите ги добиваат од пропаднати гласови за малите партии.